Професорот Камбовски ќе рече дека имунитетот не оневозможува кривичната постапка. Марјановиќ ќе додаде дека овца е само реторичко прашање, колку пратениците се расположени да се откажат од имунитетот ако се согласат добро, ако не, веќе зборува за нешто. Дали на пратениците им треба имунитет, ако цел живот предходно не им бил потребен? Марјановиќ ќе додаде дека секој еден од пратениците може да излезе на говорница и да искористи за лични пресметки, а да не одговара за тоа. И на овој начин се користи имунитетот. Да се подсетиме, пратеникот не може да се притвори без одобрение од собранието, освен ако е фатен во вршење кривично дело. Добро е да имаш имунитет, па макар и органски. Наташа има се добро на неа, не само публика. Добро. Прав джентлмен, повем. Ние ќе формираме синдикат на учесници во оваа емисија и бидејќи го супресираш Филипа, не му дава исто како брат Љубеш у Хрватска што му прават, не му даваш право. Јас сега ќе зборам многу помалку за да го имам мојот дел од времето. Зошто? Затоа што беше парламентарец и единствено овде од нас тројцата знае што значи да имаш имунитет или да немаш имунитет. Мислам дека парламентарците ако се стварно доблесни луѓе, не би требале да се откажат од својот имунитет, да му покажат на народот дека се блиски и се до народот. Меѓутоа сето друго му го оставам времето на Филипа. Не смеете, морате да завршите темата со 20. Да, имате уште 29 секунди. Добро, ако имам уште 29 секунди, ќе кажам дека штом дискутираат парламентарците на тема да си го одземат или не одземат идентитетот, значи има нешто затоа што сакаат да го задржат идентитетот и не е јасна е позицијата овде дека се влегува у парламентот, у најголемиот број од случаите од депутатите у сите избори до сега, за да се направи семејно, лично, богатство, кариера, напредок во секој поглед, така да веројатно и затоа неќат од имунитетот да се. Добро, ви благодарам многу. Еве, ајде господине Петровски, вашите 60 секунди. Апсолутно стојам на правото дека треба да се одземе имунитетот на пратениците, меѓутоа да појасниме, треба да се одземе имунитет од кривични дела, значи не и од политички, затоа што сепак парламентот представува место каде што се вежба демократијата и ако се одземе целосно имунитетот ќе дојдеме во ситуација да се плашат пратениците да зборуваат на говорница. Значи да ги оставиме да зборуваат за политиката слободно, меѓутоа еве ви тврдам од позиција на тоа дека и сум бил еден мандат пратеник, дека во парламентот навистина има луѓе на кои што треба да им се одземе имунитетот заради кривична одговорност. Притоа не зборувам за овој парламент и оваа влада затоа што сме во ние први 100 дена на акомодација, туку зборувам за неколку мандати наназад. Македонија се сеќава многу добро дека постоја пратеници кои што за време на својот пратенички мандат станаа магнати, кои што монополистички узурпираа бизниси и кои што на сите ни е јасно тоа го направија на криминален начин. Значи треба да се одземе мандатот и треба пратениците да се доведат во ситуација да внимаваат што прават и да не го злоупотребуваат. Ви благодарам на вашите 60 секунди. Јас сум за едно соломонско прашање, односно соломонско решение, да видат како е во останатите 25 земји членки во Европска унија, значи да се појде од тоа искуство и како е во повеќето земји, така и да се примени кај нас. Но, нашите парламентарци